Благодарам. Колега Далибор, теоретски добро сте го напишале и сте го составиле говорот тука, но пракса е сосем различно од ова што го кажувате. Во сите сфери што ги кажувате. Значи, буквално во сите сфери. Нема сфера во која што не е напаку од тоа што го кажавте. Значи, ако зборуваме за образование, полошо, здравство, полошо, земјоделие, полошо, загаден воздух, видовте, еве, мојот град, за жал, е во последните 5 дена прв во светов, Кичево. И таму протестиравте за тоа, и затоа ќе ви кажам неколку работи, барем што можете да ги направите, можевте, ги имавте проектите, но не ги направивте. За Битола зборувавте. Во Битола имавте проект за топлификација, ви кажа колегата Зоран Илиевски, требаше само да го спроведете. Ако топлификација се направи од рек Битола, загадување ќе има многу помалку, поевтино ќе биде за сите граѓани на Битола и сите ќе добијат во Битола. Вака ќе добијат 2000 луѓе, пак изгледа по партиска припадност, што е многу лошо за вас како власт. Значи, направете топлификацијата во Битола. Второ, во Скопје, на сите исклучени од парно грејење, и оние што сакаат повторно се вклучат, дајте им субвенции. Значи, имате топлина, имате топлификација, само дајте им на луѓето да се приклучат, помогнете им да се приклучат со субвенции. И така ќе биде поевтино, а со друга метода, што сакате да ја примените, ви кажав, ќе оскапе струјат. И сите ќе плаќаме други, поскапа струја, ќе го видите тоа уште во јануар, февруар, како ќе биде притисок на цената на струјата, ќе мора да се зголеми. А за патната и железничката инфраструктура, подобро да не ви зборувам, затоа што, еве, само ќе ви набројам. Значи, 3 години ја бараше министерот траса. Сега ќе треба 3 години да ја учи, ако го оставиме да владе. 3 години ќе треба да одлучува како и кому да му го додели подизведувач да биде на пат. 3 години ќе треба изведувачот да се запознае со трасата. 3 години да работи на проект. И уште пак ќе ви треба 3 години како за патот за Штип, за да ја го обележите автопатот, вертикална и хоризонтална сигнализација. Значи, 18 години. Дете што се родило, ќе дојде на факултет и патот од Кичево до Охрид нема да биде изграден. Контра реплика пратеник од Богдановски Далибор.